Budenje so Julija. Почитувани пријатели, Христос воскресна. Многу се радувам што на првиот ден од големиот христијански празник Великден, кога го славиме воскресението на Спасителот, нашиот Господ Исус Христос, ние сме заедно во нашето заедничко будење и со радост ќе проговориме за вечната вистина, зашто вистина е Христос воскресна од мртвите. Почитувани, ќе прочитам од Евангелието според Лука, глава 24:39. Видете ги рацете мои и нозете мои, јас сум истиот. Допрете се до мене и гледајте, зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам. А кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете, но додека тие од радост уште не веруваа и се чудеа, тој им рече: имате ли овде нешто за јадење? Тие му дадоа парче печена риба и мед со саке. И кога зеде, јадеше пред нив, па им рече: ете, ова се зборовите што ги говорев, уште додека бев со вас, зашто треба се да се исполни што е запишано за мене во законот Мојсеев и кај пророците и во псалмите. Тогаш им го отвори умот за да ги разбираат писмата и им рече: така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден и да биде проповедено во Негово име покаяние и проштевање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. А вие сте сведоци за тоа. Почитувани, на вечерашнава тема и вистински гостин, презвитер Ивица Тодоров. Благодарам за поканата. Христос воскресна. Христос воскресна, оче, како сте ми? Воскресна, ова радост. Еве, да се потрудиме и преку оваа емисија да на еден начин да шириме кај гледачите, така? Благодарам, повелете. Budenje so Julija. Почитуван отец, еве уште еднаш Христос воскресна, добро ми дојдовте. Навистина ми е драго што ме удостоивте овој празничен ден да го поминеме заедно со нашите гледачи кои што секогаш го чекаат нашето будење и секогаш знаат дека ќе научат нешто повеќе од оваа емисија. Навистина воскресна, Јулија, ти благодарам еве што преку оваа емисија ќе можеме, како што кажав и на самото моје влегување, дека овој трепет, овој радост од воскресението Христово, колку толку да се обидеме да го расшириме, да го израчиме преку овој разговор. Па на луѓето ми е потребна ми е светлина, потребна им е свежина, потребна им е радост, потребна им е духовна храна и се надевам дека како и досега овој наш разговор ќе биде од вистинска полза за нив. Така, радоста се чувства, отец, затоа што навистина денеска денот беше посебен, луѓето можа да се видат насекаде по храмовите и сега нормално во домовите. Се надевам дека и оваа светлина ќе продолжи, бидејќи ова не е обичен ден, секогаш со радост се чека воскресението Христово. И еве, некако да почнеме со разговорот, бидејќи сите оние денови околу подготовките, нели, околу самото воскреснување поминаа. И сега е денот за радост, така. Но не може да не се навратиме на она, еве јас навистина оваа тема многу ја сакам. И еве вака ќе речам, Исус, нашиот Син, нашиот Спасител, дојде од чистота и светлина небеска на оваа нечиста планета, меѓу луѓето кои го бара или не го бара, но сепак беа бунтовни спрема Него и се ја переа својата совест во наводници со добри дела. Но неговите дела беа дела на сочувство спрема оние на кои им беа потребни, а не желба
да ги одушеви масите. И на крајот, нашиот Спасител бива предаден, напуштен од најблиските, лажно окривен, осуден, исмеан, исплукан, претепан до смрт и распнат. Сега кога вака слушаме и луѓето кога ги слушаат проповедите, тие кои што не се упатени доволно на духовниот пат, ќе си речат каква врска има сега тоа со Божјата праведност и со неговата љубов. Пак, во однос на тоа колку ние како личност имаме представа за тоа кој и каков е Бог, во однос на таа представа ние и ќе ја разбереме сета онаа порака, сета она дело, спасително дело што Христос го направи во овој свет за целото човештво. Значи, ние во ликот на Исус Христос го гледаме со вечното Слово Божјо, со вечниот единороден Син Божи, Зборот Божи, смислодарителот. И откако човештвото отпадна од смислата, откако отпадна од она состојба на постоење за која ние бевме создадени од Творецот, односно откако го напушти оној правец и начин на живот за кој беше промислен на нашиот Творец за сите нас, ние западнавме во состојба на хаос во секаков сегмент на животот. Ние гледаме што се случуваше во историјата на човештвото и затоа оној преку кого и од кого ни е дадена смислата на постоењето, Словото Божјо, Логосот Божи, единородниот Син Божи, тој преку Дева Марија и Светиот Дух ја прими човечката природа и влезе во овој свет. Вистинските верници, оние кои на вистински начин стекнале вистински автентична слика за Бога, тие го доживуваат Бог како апсолутна љубов. Како апсолутно добро. Бог е суштото добро. Тоа е добрината во полнота, во суштина. И ние гледаме како Богочовекот Христос таа добрина, таа сушта добрина ја сведочи во секој аспект од неговиот живот во овој свет. И сега, на нас луѓето во овој свет многу често добро, го подразбираме она од што имаме полза, интерес или корис и така натаму и така натаму. Но Христос, целата негова мисија, сведочејќи ни ја добрината, сведочејќи ни ја вистината, тој преку сето тоа ни покажа во каква падната состојба се наоѓаме самите ние, кои сме се оддалечили од добрината, кои сме се оддалечили од смислата. И затоа луѓето во она време, но и во ова време, и во сите овие времиња од 2000 години, кога ќе се соочат со ликот Христов, кога ќе се соочат со неговата добрина, со неговата вистина, многумина, за жал, негативно реагираат кон тоа. Зошто? Затоа што таа добрина, таа вистина, таа милост и тоа смирение на еден начин го дразни злото внатре во нив. И затоа таквите луѓе и во она време и во ова време имаат потреба, потикнати од злото, да се спротивставуваат на доброто, на апсолутното добро, особено да се спротивставуваат на Христовата вистина. Така, обично и во секојдневниот живот гледаме кога ја манифестираме нашата добрина, дека тешко ни се возвраќа со добрина. Значи, добрината е таква силна енергија, она чистата добрина, так, која што пребива во луѓето кои што пребива Бог, кои што од срце, значи, ги прават добрите дела не заради светот, и просто туку заради доброто. Заради доброто, и еве сум почувствувала, значи, едноставно таквите луѓе секогаш не се сватени во вистинска смисла, не се сватени од другата страна добронамерно, туку напротив се удира, значи, Исусовата Голгота и ден денеска продолжува и секој еден човек добронамерник може да ја почувствува на себе. Тоа е таква енергија која што оние луѓе кои што ја немаат, едноставно не можат ниту да ја поднесат, Отец. Така е. Затоа, она што Христос го доживуваше, тие неправди што се извршуваа на него, кои кулминираа и до тој степен да биде распнат на крст. Да. Но самиот Христос, Синот Божи, кој стана човек, прифати да биде распнат на крст. Апсолутното добро прифати да биде распнато на крст. Апсолутното добро прифати да биде осудено од паднатото човештво. Без никаква вина. Христос без никаква вина беше ставен на крст. Но на крстот се изврши таа неискажлива мистерија на
демаскирање на злото. Апсолутното добро во полнотата на своето смирение и во полнотата на својата скромност, без никаква тронка на гордост и некаков интерес, апсолутното добро во името на животот на целото човештво, себе си се принесе како жртва за живот на целото човештво. И апсолутното зло и злоизворникот сатаната, мислејќи дека доброто го начекува во состојба на славост, имаше за цел да го уништи во ликот на Христос. Но кога апсолутното зло сакаше да го уништи апсолутното добро кое беше заковано на крстот, злото себе си се демаскираше во полното. Злото се покажа дека има една единствена смисла, ако тоа може да се каже дека е смисла, тоа е деструкција. Тоа е тоа. Отец, извинете, значи вака да резимираме. Која беше Исусовата мисија и што значи пролевањето на крвта на светиот крст? Така. Затоа што слушаме се и значи луѓето одат во црква и на телевизија сите овие обреди што се прават околу Исусовото воскресение, но јас би сакала значи со јазик кој што навистина ќе ја доближи таа голема мисија и зошто е толку важно пролевањето на крвта на Исусовата крв на крстот. Би сакала да го сватат тоа сите луѓе, затоа што тоа е клучниот момент. Да, тоа е клучниот момент и тоа е она што јас предмалку го говорев. Значи на крстот беше распнато невиното јагне. Синот Божи кој стана човек. Апсолутното добро. Човекот Исус кој немаше во себе никаков греф, никаква вина. Сега, како што и тоа го кажав, на крстот се случи прво демаскирање на злото. Се случи една духовна битка меѓу апсолутното добро и злото, како различити принципи на постоење, на доживување и вреднување на светот. И доброто, апсолутното добро, го победи, го разобличи злото со што? Со љубовта што се жртвуваше. Искажана за целото човештво во дух на крајно смирение. И сега, како врв, како кулминација на таа љубов што се жртвува, е крвта Христова. Крвта и во Стариот Завет, и во рамките на еврејската култура, но и во рамките на културата на целото човештво, е символ на живот. И во Стариот Завет ние го имаме тоа паскално јагне, праобраз на Месијата. Значи, во Стариот Завет, кога некој ќе направил греф, тој во Ерусалимскиот храм принесувал јагне невино, ги положувал своите раце на тоа јагне и тоа јагне било убивано, односно неговата крв била пролевана како откуп за гревовите на овој човек. Всушност, јагнето било символ на Христовата искупителна жртва. И сега, тоа јагне, самиот Христос, самиот Месија, ја пролива својата крв, својата животодавна крв за целото човештво. Значи, својот живот го дава за целото човештво. Давајте му живот на целото човештво. Давајте му импулс, затоа што човештвото поради злото и гревот почнало се повеќе и повеќе да го губи импулсот на смислата на животот и на силата на животот. И Христос од крстот, демаскирајќи го злото и победувајќи го злото и сатаната, ја пролева својата крв за да на целото човештво му даде импулс за живот и тоа за живот вечен. И тоа е таа крв која жртвено се пролева за нас и тоа е таа крв што не очистува, како што вика свети апостол Петар во своето прво послание. Тој ги искупи нашите гревови со пролевањето на крвта. Така е. Сега што значи искупување? Многу често на нашиот народ тој термин не им е јасен. Значи ги оправда нашите. Ги оправда, да. Тоа е по еден појасен термин. Тој термин откупи доаѓа од грчкиот збор агоразо, што значи некој што нема обврска кон некого да се жртвува за него. Значи, Христос не е одговорен за нашите гревови, не е одговорен за нашата вина. Самиот тој, од љубов кон нас, вината на секој човек во овој свет, гревовите на секој човек од овој свет, Христос ги зема врз себе. Тоа е за нашиот ум неискажливо. Тоа не е искажливо, но сепак ние
овој момент го гледаме во животот на сите оние луѓе кои ја доживуваат добрината и љубовта во вистинска смисла на зборот. Значи луѓе кои го доживеале ова што го говорам, тие знаат себе си да се дадат за животот на другите. И знаат дека кога себе си се дава за животот на другите, во себе се повеќе и повеќе се исполнуваат со живот и тој оној живот вистински живот, живот вече. Тоа е една мистерија, тоа е една формула на вечното постоење на животот во полнота, која може да се објасни само ако се доживее. И тоа што го направил Христос на крстот за нас, за целото човештво, го направил како знак, показ и доказ за Божјата љубов кон секој човек. Значи Бог ја прима одговорност, ја прифаќа одговорноста за секое свое создание. Ние сме негови созданија. Тоа ја прифаќа одговорноста за секој нас и ја прифаќа одговорност и за целиот свет, затоа што искупителната Будење со Јулија. Будење со Јулија. Само вака малку многу убаво образложувате, но бидејќи емисијата ќе ја гледат и оние кои веруваат и оние кои што не веруваат, сега побожните имаат до некаде увид во злото и во гревот. Тие што се побожни што веруваат. Зашто до некаде нормално имаат испознание за Бог, знаат дека гревот сушност е навреда за Бог. Грешниците немаат практично спознание за злото, за гревот, што го носи злото, и затоа немаат спознание ни за Бог. Оние пак кои се плашат од Бог, ќе се плашат и да грешат, така? Оние што знаат се плашат од Бог, се плашат да грешат. Оние кои се бесрамни, не го почитуваат и не го носат Бог во своите срца, ќе бидат бесрамни во грешењето. Атеистите пак, кои мислат дека Бог не постои, мислат дека не може ни да се греши, дека гревот како таков не постои. И еве почнавте, и еве да продолжиме. Како да се спознае, значи што значи да се спознае Бог? Гревот. Да се спознае Бог и гревот, бидејќи разни групи на луѓе сега, а морав да ги спомнам за да се препознаат. Така, еве јас многу ми е свеж еден разговор со еден мој пријател кој себе си се декларира за атеист. Повеќе би рекол дека е агностик, значи он не е атеист во смисла да го негира постоењето на Бога, туку не е сигурен кој е тој Бог и каков е и што тој сака од нас и така натаму. Мислам дека он тука има некакви проблеми на тој план, но разговорот беше во овој контекст. Говоревме околу проблемот на гревот. И сега тој ми вели, отецивица, вие во христијанството претерувате со тој термин грев. Секаде грев. Ја велам, добро, велам, ајде ќе направиме една ментална игра, па да видиме, велам, како ќе го наречеш ти ова. Одиш ти на пазар и треба да купиш 5 кила јаболко. И наместо 5 килограми јаболко, тој продавачот ти става 4 килограми. Како ќе го наречеш ти тоа? Измама, вели он. Да, велам, но што стои позади измамата на овој човек? Желбата за повеќе пари. Значи, он ќе ти даде 4 килограми јаболка, а всушност ти продава 5 и си добива повеќе пари. Значи, измама, желбата за профит, за повеќе пари. И велам, во длабочината на сето тоа што е? И он ми вели, се оте, ти сакаш да кажеш дека тоа е гревот. Да, велам, тоа е гревот. Значи, кога сакаш кај некој човек да предизвикаш свесно или несвесно страдање. Затоа што, велам, ти кога ќе отидеш дома и кога ќе видиш наместо 5 килограми си ти дал 4 килограми, нема да се чувствуваш среќен. Ќе се чувствуваш измаме. И тој човек предизвикал несреќа во твојот живот. Велам, еве, тоа е еден прост пример со 5 килограми, 4 килограми јаболка. Но велам, еве, замисли, велам, твојата сопруга да ти изневери. Како тогаш ќе се чувствуваш? Замисли, викам, твојот син, без да те праша, да го земе твојот автомобил и да направи, не знам, тамо со него некаква катастрофа и така натаму така. Како ќе се чувствуваш? Или, велам, замисли, без никаква причина, твојот шеф тамо кај што си вработен, ти каже, од денеска не ни требаш, оди си. Како ќе се чувствуваш? И понатаму отворав многу други теми, многу пострашни и потрагични за овој ваков свет. И велам, сега дали разбра што е гревот? Гревот
е состојба на промашување, кога ние ја промашуваме љубовта, или кога одиме против љубовта, кога одиме против вистината, кога одиме против емпатијата, сочувството за другиот, не му мислиш добро, не сакаш да шириш добро, туку му шириш една спротивна енергија од доброто, тоа е зло. И ти кога ќе доживееш една таква енергија, како се чувствуваш? Несреќен, изигран, излажан, и што е најинтересно, во тебе се создава состојба на болка. И сега вела вака, колку гревот е поголем, толку е поголема болгата што ја причинуваме кај другите луѓе. Значи, во однос на тоа, имаме помали или поголеми гревови. Поголемите гревови, поголема болка. Помали гревови, помала болка. Но ако често ние правиме ситни гревови и ситни болки, ама тоа кога се собере, па има една голема болка. Значи, гревот е таа состојба на неосетливост, таа состојба на промашување на доброто во нас, промашување на Божиот закон во нас, спротестување на нашата совесност, на нашата свесност, спротестување на она што Бог нам ни го благословил да живееме во еден хармоничен, исполнет и љубовен живот, и живот исполнет со убавина и со, како да ви кажам, со проста енергија на добрината. Кога ние имаме простата и едноставна енергија на добрината, ние се чувствуваме спокојно и убаво. Ако го разбиваме тоа спокојство и таа убавина, ние предизвикуваме хаос. И зошто овој свет е во хаос? Затоа што во овој свет има грев. И гревот кој излегува од луѓето како последица од злото, предизвикува болки, страдања и разни други болни состојби кај луѓето. И затоа Христос доаѓа во овој свет. Се тоа е оној момент кога ќе го разбереме моментот дека правиме грев, а ние кога ќе направиме грев, ние сме виновни пред нашата совест, но и пред нашиот Бог, затоа што ние правиме грев, предизвикуваме болка на туѓо создание. Луѓето се Божји созданија. Целиот овој свет е Божјо создание. И ние кога правиме грев во однос на некого или на нешто, ние пред се и над се правиме грев во однос на Бога и чувствуваме вина. И сега околу тој момент. И дали отец, значи кога луѓето, значи од ова може да заклучиме дека всушност човекот кога греши со својот грев, тогаш всушност отпаѓа од Бог. Таа е таа негова отпадната природа. Така е. Тогаш отпаѓа од тој принцип на постоење што Бог ни го проместил и го благословил. И го благословил, и ние го чувствуваме во љубов и да бидеме љубовни чеда. Така е, и ние преку нашата свесност и особено преку нашата совесност, сега тој момент колку мина денеска ја негуваат својата совесност, а колку мина денеска ја затапуваат својата совесност, затоа што совесноста на еден начин им апелира, ги потикнува, ги опоменува дека не прават нешта кои се добри. И затоа па сега некои не сака да ја слушаат својата совест, но оние кои ја слушаат својата совест и кога ќе направат прекршок, односно кога ќе направат грев, кога ќе предизвикаат болка кај ближниот, потикнати од совесноста, од свесноста, па и од осетот за добро, тие почнуваат полека да се враќаат кон Бога, да се враќаат кон она што Бог нас не го благословил како начин на живење, кон доброто. Значи, отец, за да еден човек кој што прави гревови, нормално дека сите ние колку и да сме свесни за Бог, во зависност од тоа кој во која категорија спаѓа и колку има спознание за Бог, дури и најголемите верници, нели, секој човек, бидејќи сме во ова наше грешно тело, мора да грешиме помалку. Но битно е, што е битно? Како, значи, да се исчистиме од гревот. И јас би сакала, еве, нормално дека околу овие празници многу се зборува за тоа, но ќе дојде и следен Великден. Сега поминаа сите тие, да речам, обреди кои што се правеа. Сега славиме, кои се покаја, кои не се покајат. Добро, има додека сме во тело и во овој свет. Не треба да чекаме до тогаш. Не. Добро, малку и да се нашалиме во емисијата, дозволено ни е. Сакам да проговориме за покајанието и за простувањето. Значи, зачнавте една тема која е многу битна, затоа што многумина доаѓаат и кај нас во црква и велат како да се очистам од гревот. Така. Внимавајте, тоа е многу интересен момент. Не може никој да те очисти од гревот. И сега луѓето, често кога ќе го кажам тоа, они вака, како не може никој? Викам... А би сакале одеднаш некако да се велам вака сега, велам вака,
ако направите прекршок во однос на државните закони, пред кого сте виновни? Пред државата. И треба државата или да ве амнестира, или да ве казни во однос на тоа што сте направиле како прекршок. Викам, кога сте направиле грев, вие кому сте му сгрешиле? Па на Бог. Велам. Сега видите, значи, само Бог може да ви прости. И сега, тоа што се случи на крстот, тоа е прошката Божја за целото човештво. На крстот се случи духовната амнестија на целото човештво. Бог, нашиот небесен татко, тој што е вечниот преку Христос, преку Месијата во силата на Светиот Дух, му прости на целото човештво. Сега целата работа е што секој од нас треба да го прифати оное што ни простил, да го прифати Исуса, да го прифати Месијата, да ја прифати силата на неговата прошка. Но не само да ја прифати силата на неговата прошка, туку треба и да живее во силата на неговата прошка. Значи, не може ние да велиме да, еве ќе дојдеме во силата на Христовата искупителна жртва да се исповедаме, тоа е светата тајна исповед кај нас. Значи преку силата на Христовата ова искупителна жртва, во силата на Светиот Дух, на свештенството на црквата, на епископатот и презвитеријатот, му е дадено тоа овластување од самиот Христос да проштева гревови во негово име. И сега кога луѓето доаѓаат да се исповедаат, тие пред Господа ги кажуваат своите гревови. И ние со овластувањето што го имаме од самиот Бог, им ги проштеваме гревовите доколку ти имаат покаяние, решеност, повеќе гревовите не ги прават. Сега тоа е и битниот момент. Откако решиле повеќе да не ги прават тие гревови, нив ги очекува изменет живот, преобразен живот. Значи не може човек, ако грешел, се дошол да се исповеда, дошол пред Господа, го повикал Господа во својот живот и после да му каже на Господа: слушај, сега јас си свршив работа, немам гревови, сега ќе се вратам назад. Значи, како што вика свети апостол Петар, баш околу тоа свињата повторно ова куќето повторно во бливотините своји. Не може тоа така. Значи, со Бог не може да правиме трговија. И многумина кои кон Бог тргнале како кон автомат за исполнување на желби или било кои тамо потреби, тие градат крајно погрешен однос кон Бог. Бог е тој што е, Бог е личност. И ние Бога не можеме да го лажеме. Ние апсолутната свесност, најсовршеното битие во сите димензии на постоењето, не можеме да го лажеме. Сега, ние го доживуваме Божјата љубов, ние доживуваме неискажливата негова милост, но Бог исто така и праведен. Отец, би сакала, бидејќи живееме во ова наше современо живење, би сакала на некој начин да малку повеќе го разговетнеме самиот грев. Затоа што луѓето најчесто живеат во заблуда што е гревот. Тие не се свесни дека всушност омразата, задебливоста, љубомората, алчноста, лагата, злобата, лицемерието како врв на гревот кој што Исус Христос многу го мразал, затоа што најчесто не знаат, тие мислат дека еве ако се љубоморни дека тоа не е грев. Дури се гордеат со тоа. Само треба да се расчисти во нашиот јазик, љубомора и завидливо се меша. Па добро, знаете што... Љубомора е во однос на емотивни некои односи меѓу маж, жена, дечко и девојка, а завидливо се опасна работа. Па добро, а и тоа другото е патолошко, да. Патолошко, апсолутно, отец, тие се толку, да речеме, танки нитки, затоа што од едното се запаѓа во другото. Од мала љубомора оди во завидливост, па оди во злоба, па оди во светољубие и така. Така е, да. Затоа е многу важно со јазикот на кој што луѓето кореспондираат да им објасниме дека всушност се тоа тие гревови за кои што и не се свесни. Еве, јас овдека, бидејќи Библијата малку по се буквите ситни, па не можам се извадив еден извадок, ќе прочитам вака. За Исус кој што го осудува лицемерието, по Марко 7:6, тој му вака им одговорил: добро пророкувал Исаија за вас, лицемерите. Како што е напишано: овој народ со уста ме почитува, но срцето им е далеко од мене. Да. Што е тоа? Значи, на што се згрозувал Исус затоа што еве имаме многу луѓе кои што велат дека веруваат или пак еве ќе се
ова исто многу ми е интересно посланието до римјаните, јас многу ја сакам Библијата и морам вака да прочитам. Вака во глава 10. Зашто ако со устата исповедаш дека Исус е Господ, а во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш, бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Така е. Еве така да им ги објасниме на нашите гледачи. И во едниот и во другиот цитат се спомнува срцето. Тоа е многу клучен момент, да. Сега вака, кога се користи тој термин од страната на Христос, од страната на апостолите, па и тоа во целиот тој библиски контекст, така натаму, и од страната на светите оци, воопште од страна на христијаните, под срцето се подразбира нашиот онтолошки центар, битиен центар, центарот на нашето битие, центарот на нашата личност, центарот и изворот на нашата волја, на нашите мисли. Сега, значи срцето не е само емотивен центар, не е само љубовен центар. Тоа е како изворни, како живоносен извор кој му дава сила, енергија на постоењето на нашата личност. Сега вака, ако ние со уста го исповедаме Бог, а во срцето наше, во нашиот онтолошки битиен центар, таа вистина, таа суштина не сме ја внедриле, тогаш кој знае што има внатре? Кој знае што има во срцето? Така. Сега, и кога вели нашиот народ, овој човек од срце зборуваше. Зошто народот препознава кога говори некој од срце? Затоа што тие вистини, тие суштини, или кога зборуваме за Бог или за било што, ако тоа е внедрено внатре во нас, тоа е преживеано, тоа е натопено со нашиот живот. И сега кога тоа извира од внатре од нас, од нашето срце, и тоа што извира од нашето срце го наполнува нашиот ум, а преку нашиот ум оди во нашиот збор, тогаш нашиот збор има помето. Значи, има енергија една која во него му дава момент на животодавност. И ние кога ќе слушаме луѓе кои ќе говорат од срце, ние кога ги слушаме нивните зборови, кога ги слушаме во нашето срце, нивните зборови потикнуваат живот, потикнуваат радост, потикнуваат среќа, потикнуваат искреност и што е најинтересно, потикнуваат преобразба. И затоа Христос бара да не бидеме дволични, да не бидеме лицемери, да не бидеме, како јас често тоа го говорам, наемници во однос на Бога. Значи, наемникот влегува со трговија. Кои што наводно се љубезни, но би сакала да ја сватат таа танка нитка, што значи срцето? Затоа што Исус не може праведне да бидеш пред Бог ако си лицемер, затоа што оние кои што прикажуваат лажна љубезност, лажно лицемерие, од користолюбие, од постигнување на собствени цели. Ма тие кого имаат во срцето? Своето его го имаат во своето. Лажната представа за самите себе си. Значи, лагата за себе си, лажните своји мотиви, фикси идеи, вредности, пориви и така натаму и така натаму. Сега, таквите луѓе, најчесто за да остварат некои своји цели, идеи, страсти, потреби и така натаму, тие наметнуваат маски кои се адекватни со можноста да се артикулираат или осварат нивните интереси. И ако некој човек има некаков интерес во однос на тебе, тогаш ќе ја постави пред тебе маската која ти би ја прифатила. Ме разбираш? Кога тој би излегол со вистинското лице свое, тако како што е, со вистинските своји желби, потреби, не знам тамо какви фикс идеи и желби и така натаму, ти би се згрозила. Да. Значи, најчесто луѓето, кога имаат не знам какви кварни нешта, ставаат маска, лицемерие, за да со лицемерието, со маскираноста, не приведат, значи, во создојбата на нивното манипулативно его, не изманипулираат. Дали лицемерието ќе биде со лажливи, благи зборови, дали ќе биде преку нешта кои има за цел да ни дадат погрешна слика дека некој покажува дека има нешто му значиме во животот и така натаму, се со некоја цел. Не е битно како ќе биде таа маска, но за кратко време, за жал, за кратко време многу често маските паѓаат и се гледа вистинското лице на луѓето и тогаш наивните луѓе се разочаруваат. Будење со
Julija. Почитувани пријатели, како и во секоја емисија, така и во оваа емисија, ние мора да ги наградиме нашите гледачи. И така и оваа емисија, издавачката куќа Македонска реч за еден наш гледач ја поклонува книгата Македонски црковни псалти од 19 век на Михајло Георгиевски, едно прекрасно четиво, почитувани, кое што навистина ќе ве збогати во одењето на вашиот духовен пат. Исто така, овдека и книгата на почитуваниот Ниче Димовски Бог е жив, која што е една од најбараните книги, и во ова издание ние ви ја поклонуваме оваа книга. И што друго да ви кажам? Бидете со будењето со Јулија. Гледајте не, следете не, пишувајте на мојот емаил кој што го гледате на малите екрани и ќе бидете на вистинскиот пат. Будење со Јулија. На овој неделен ден Црквата православна исполнува за торжественото царско влегување на нашиот Господ, на нашиот Спасител Исус Христос во Јерусалим, каде што беше пречекан со палмови гранчиња, со цветиња и со извикот Хошана, Хошана, тоа е на еврејски, а Осана, Осана, тоа е грчката транскрипција, што значи спасине, спасине. Благословен оној што доаѓа во името Господово, царот Израел. Но внимавајте, браќе се, Христос, кога влегол во Јерусалим, тој не влегол на бел коњ. Не влегол на бел коњ. Не влегол обколен со свита генерали, полковници во униформи. Бил обколен, браќе и сестри, со своите 12 ученици апостоли, повеќето од нив рибари, бедни, бил обколен и со други негови ученици, кои биле скоро од најнискиот слој на народот. Самиот Христос немал никаква власт во тоа општество. И затоа, браќи и сестри, кога Христос влегува во Јерусалим, каче на магар. По законот еврејски магарето е нечисто живот. Каче на магар значи во немоќ. Тоа е човек од најниската класа, социјално. Не на белкој, на магар. Каче на магар, браќи и сестри. И тој влегува во Јерусалим. И внимавајте, тој непознатиот раби и учител од Галилеја го пречекуваат со палмови гранчиња, го пречекуваат со цветиња и со облека оставена доле по патот. Зошто, браќи? Затоа што тој ја направи најголемата победа против најголемиот непријател со кој се соочува човештвото. А знаете ли, браќи и сестри, кој е најстрашниот непријател со кој се соочува човештвото? Најголемиот, браќи и сестри, непријател на човештвото е смртта. Да, браќи и сестри, ние, живеејќи во овој свет, немаме решение за смртта. Смртта е нашиот најстрашен непријател. А ние смртта пред да ја вкусуваме нешто друго пред смртта. Вкусуваме старост, вкусуваме немоќ, вкусуваме болест, вкусуваме осет за трулежност и распаднатост во нашето тело. Се соочуваме со проблемот на минливоста, се соочуваме со проблемот на неизвестноста. Браќи и сестри, овие големи генерали, овие големи војсководци, победа донесуваа со тоа што убиваа други луѓе, убиваа војски, и најчесто сето тоа беше за интересот на кој знае кои владетели, идеологи и така натаму. Но, браќи и сестри, Христос, нашиот Спасител, не уби никого, туку го победи најстрашниот непријател, ја победи смртта. И затоа, браќи и сестри, откако евреите го видоа настанот, се осведочија за настанот со воскреснувањето на четвородневниот Лазар. Внимавајте, Лазар беше 4 дена мртв. По логиката на медицината, биологијата и така натаму, по логиката на овој отпаднат свет од Бога, по логиката на крулежноста на нашето тело, во четвртиот ден веќе телото, особено во тие топли краишта тамо, телото
започнува да се распаѓа, телото започнува да смрди, телото започнува да се враќа во прашина. Тоа, браќа и сестри, такво чудо, кое никој досега не го направи, за да не увери во нашето воскресение, за да не увери дека тоа е воскресението, тоа е оној кој има силата да не извлече, да не ослободи од смртта, дека тоа е изворот на животот, за да не увери во таа вистина, Христос го воскресна четвородневниот Лазар, додека неговото тело се распаѓаше во гробот. Исус повика: Лазаре, излезе! Вчера зборував за тоа. Од што да излезе Лазар? Да излезе од состојба на трулежност, да излезе од состојба на смрт, да излезе од состојба на распадливост. И Лазар, четвородневниот, оживеа. Христос го оживеа неговото тело од состојба на распадливост го врати во состојба на нераспадливост, од состојба на смрт го врати во состојба на живот. Неговата душа повторно е врзана со неговото тело. Кој може, браќа и сестри, тако нешто? Тако нешто освен Бог, освен Богочовекот, освен Месијата, не може никој друг. И затоа, браќа и сестри, кога луѓето се осведочија за воскреснатиот Лазар, кога луѓето го видела тоа чудо, кога видела со која леснотија Христос тоа го направи, Месија, очекуваниот Спасител, тоа го направи, тогаш, браќа и сестри, кога Христос влезе во Ерусалим на Пасха, граѓаните на Ерусалим и сите оние што беа сведоци за ова чудо, земаа палмови гранчиња, никој не ги организираше. Никој не го организираше народот. Народот самиот одмah е осведочен за победата на смртта со воскресението на четвородневниот Лазар. Земаа палмови гранчиња, браќа и сестри, земаат свеќиња и ги ставаат своите алишта по патот кај што минуваше Христос, извикувајќи му: Спасине, Хошана или Осана, значи спасине, спасине. Видете сега, на кого вие му видите спасине? Па на оне што може да не спаси, но оне што не може да не спаси, како ќе му кажете спасине? Значи, евреите се осведочија дека тој е равнин од Галилеја, Јешуа, дека тој е ведениот Месија. И не случајно, кога тој влезе на Магаре во Ерусалим, на него се исполни пророштвото на пророкот Захарија, кој пророкува дека царот на Израел во Ерусалим ќе влезе качен на Магаре, не качен на кој. И тоа пророците го читале и нивните наследници, и нивните така се чудале како се може кралот, синот Давидов, значи оној кој од потомок народот Давидов да влезе во Ерусалим качен на Магаре. Тоа за нив било неразбирливо, браќа и сестри. Но внимавајте, Синот Божи, со вечниот Син Божи, кој стана човек за да биде наш спасител, за да биде наш искупител, во полнотата на своето смирение, браќа и сестри, во полнотата на љубовта кон секој човек, за желба да се спаси ово отпаднато човештво од сатонското робство, од злото, гревот и смртта. Тој, браќа и сестри, во дух на крајна кротост и смирение каче на Магаре, влезе во Ерусалим и тогаш слушна божествените повици: Осана. Внимавајте што велат понатаму: Благословен е оној што доаѓа во името Господово. Внимавајте, порано, а и ден денеска е така. Царот испрете свој подарок, кој доаѓа во името негово, да ја пренесе волјата на царот. И сега што велат евреите? Благословен е оној што доаѓа во името на Јахве, на вечниот. Значи, Отецот наш небесен, вечно постоечкиот, го испраќа својот син која преди човечката природа преку Дева Марија и влезе во овој свет како наш спасител. И евреите велат: Благословен оној што доаѓа во името Господово. Тие ја го прифаќаат авторитетот на Исуса, дека тој е Месија. И затоа после велат: Благословен оној што доаѓа во името Господово, царот на Израел. Внимавајте, тие го прифатиле Јешуа од Галилеја, равинот од Галилеја, како свој крал, како свој владател. Браќа и сестри, и сега со неговото торжествено влегување во Ерусалим, колку што луѓе ја прифатија вистината која зрачеше од Христос, љубовта што зрачеше од Христос, толку за жал
се ожесточија во срцата своји. Значи, внимавајте, од една страна имаме луѓе кои ја прифатија вистина, кои прифатија животот што зачеше од Христос. Но за жал, браќи и сестри, многумина започна да шкртат со своите завети. Внимавајте, многумина евреи се радуваа за воскресението на Лазара, но исто така е добар дел делеа, а сега што да правиме? Тие што беа на власт, тие што си го држеа народот така како што нив им одговараше, и сега со доаѓањето на Месијата, со доаѓањето Христово, што да прават? Веќе немат контрола на народот. И викат, ајде да го убиеме Лазар. Внимавајте, Христос го воскреснува од смрт, во живот го возвраќа, а тие самолюбиви, себични, темноумни и озлобени во срцето своје луѓе викат, ајде да го убиеме Лазар. Ајде да го убиеме сведоштвото Христово. Исто така кога Христос влезе во Ерусалим, многумина викаа Осана, Осана, но исто така многумина се уплашија од Христовото влегување. Многумина почна да коват планови како да го убијат. И што е најстрашно, внимавајте се, внимавајте логиката на народот. Внимавајте логиката на народот. Многумина кои тој ден викаа Осана, Осана и носеа палмови гранчиња како знак на победа. Знак на победа кој се пречекуваа само големите генерали, војсководци, победители. Многумина од тие што носеа палмови гранчиња тој ден, браќи и сестри, за само неколку дена, на Велики петок вика, распни го. И ова сакам да биде клучниот дел од мојата беседа, нешто што сакам да запаметим. Нешто што сакам да ви влезе и во умот и во срцето, за да ви помогне да се ориентирате правилно во овој свет и да не се изгубите душата ваша. Браќи и сестри, вистината во овој свет постои. Вистината преку Христос ни откриена. Ние луѓето веќе не сме во темни на духово. Ние луѓето веќе не сме во незнаење. Христос, нашиот Спасител, со вечниот Син Божи кој стана човек, ни ја откри вистината. Ни откри зошто живееме во овој свет. Ни откри зошто вака живееме. Ни откри зошто и откаде е злото во овој свет. Ни откри што е доброто. Ни го откри патот за нашето спасение. Се ни откри. И не само што ни откри, тој ни открива и ни помага во секој момент од нашиот живот. Но браќа и сестри, внимавајте. Кога ќе ја прифатиме вистината, во вистината треба да се живее и во вистината треба да се остане. Тоа е клучниот момент. Кога ќе се прифати вистината, во вистината треба да се живее и во вистината треба да се остане. И не е лесно. Во ваков свет, озлобен, осуетен, егоистичен, подоб, острастен, така да се живее во вистина, не е лесна работа, но нема друг пат. Тоа е патот што Господ ни го дал. Тоа е патот. Тоа е единствениот пат со кој ние се спасуваме од духовната смрт, со кој ние се спасуваме од злото, од гревот и од смртта. Будење со Јулија. Отец, еве вака, ако човекот постојано е во грев, прави грешни дела, дали тоа значи дека е плен на зли духови, дека е обземен од лукавиот, тоа е од ѓаволот? И често кога се спомнува лукавиот или кога се спомнува вака ѓаволот, кога го спомнуваат свештените лица како вас, некои луѓе се иритираат на тоа и просто тоа како да им пречи. Не веруваат дека постои лукавиот, не знаат што е лукавиот, што е ѓаволот. Па затоа што немаат искуство, многу од луѓето денеска живеејќи површно и без посериозно духовно искуство, немајќи никаква представа за Бог, тие немаат никаква представа ни за злото. Да. Но кога малку посериозно човек ќе започне да живее духовен живот и кога ќе почне злото да го чисти од себе си, значи, кога ќе почне да го чисти своето срце, кога во своето срце ќе го вселува Бог и Божјата вистина, Божјата благодат, кога во својот ум ќе го вселува Бог и Божјата вистина и Божите заповеди, тогаш ќе го осети она што апостол Павле го говори во своето послание до римјаните, таа битка во самиот човек. Значи почнува некаков порив, еден нелогичен, деструктивен порив. И оците тоа го нарекуваат мисловни предлози. Просто ти доаѓа нешто во умот, ти доаѓа во душата, ти доаѓа во срцето, нешто што нема врска со тебе.
а е исполнето со зло, исполнето со деструкција. И полека, кога ќе се направи цела една анализа за тоа, од каде доаѓа сето тоа и која е целта на сите тие потици, на тие огнени стрели на лукавие, што ги нарекува апостол Павле, ние полека ќе дојдеме до демаскирање на еден начин, до разоткривање на оној што е наш духовен непријател, на оној кој отпадна од Бога, кој отпадна од животот и со совршеноста, ако можам да кажам под наводници, на својата интелигенција која е натопена со лукавство, на секаков начин гледа како да не збуни на ментален план, со своите предлози, со своите жештени стрели и така натаму. Значи, првото ниво на духовната битка се води на ниво на ум. Значи, на ниво на нашите мисли. Значи, човек кој живее искрен духовен живот, сериозен духовен живот, тој почнува да разпознава кои мисли се негови, кои мисли се од паднатата негова природа, но кои мисли се од злиот. И особено, како што говоре предмалце, кога ќе слушаме човек кој говори од искрено срце, од љубовено срце, и тие негови зборови потикнуваат во нас мир, среќа, хармонија, радост и така натаму, ако ги примаме овие вжештени стрели на лукавие, тие зли помисли, состојби, мисли и така, и доколку ги примиме, во нас тие шират студенило, шират состојба на неизвестност и шират состојба на непрекината загриженост. Ние почнуваме патолошки да се загрижуваме и почнуваме, а загриженоста го потикнува нашето его, нашата лажна представа за себе си. Лажната представа во нас потикнува на состојба на несреќа, незадоволство и така натаму, и ние почнуваме онака потикнати од таа цела отпадната природа и озлобена енергија да ги наоѓаме нашите ближни како виновници за нашата ваква состојба. И тогаш тука се јавува и завидливост, и се јавува желба за манипулативност, желба за освета, и се создава тука една плејада на патолошки меѓуличностни односи. Отец, дали тоа значи дека кога нашиот ум е во таква состојба, всушност дека тој ум е уплашен ум во страв? Тој е нападнат. Бидејќи е нападнат, да. Значи, бидејќи луѓето кога така се однесуваат, баш како што рековте, всушност и не се свесни дека штом така се однесуваат, веќе на некој начин и се плашат. Значи, тие не можат својата состојба на умот да ја согледаат каква е. Затоа што кога ќе дојде очајот, кога ќе се почувствуваат обесхрабрени, значи, дури да речеме сега модерно депресивни од таква една состојба, дали таквиот ум може и е во состојба да му се спротистави на гревот? Не. За жал не може, затоа што први основно тој е наивен ум. Значи, ум на незрела личност, која нема духовни способности да разликува што е добро, што е зло, што е од него, што не е од него. За жал, еден огромен процент од нашите современици се во една таква незрела духовна состојба и они немаат моќ да ги разликуваат работите. И прво, кога ќе се случи тој ум да биде нападнат, а потоа и освоен, а потоа и воден од оној, најчесто луѓето не прават разлика меѓу добро и зло, и чинејќи зло, многумина од нив мислат дека чинат добро. Затоа што во првата фаза, тоа е многу и подла игра на лукавиот, да кажам, во првата фаза, кога тој не обседува и не загосподарува, не окупира, многу често не наведува во состојба, кога ќе го слушаме него и неговото делување во нас, дека сето тоа имаме ние полза. Тоа исто како со наркоманијата, кога човек ќе земе дрога и мисли, колку убаво ова чувство и така натаму, но подоцна што се случува? Дрогата не окупира, дрогата не прави зависници. Дрогата од нас прави луѓе мивки. Просто ние губиме својата личност, својот идентитет, својата волја и стануваме робови на дрогата, односно робови на страста за дрога или страста за алкохол и било што не е битно. И сега, најчесто луѓето се наоѓаат во една таква заробена духовна состојба. И од таа заробена духовна состојба, од таа заробена ментална, срцева, волјева, душевна состојба, единствено кој може да не разбуди само Бог. И сега, тој момент, сега јас како духовник сум го слушал тоа сведоштво кај многумина, кои биле во ваква една скоро песимистична духовна состојба, кога почувствувале допир
Божји внатре во себе си. Ја почувствувале Божјата светлина, ја почувствувале Божјата свежина, Божјата топлина, Божјата љубов и тие почувствувајќи го, осознавајќи го тој допир Божи, во себе започнале состојба на промена. Или тоа што ние го нарекуваме покаяние. Отец, дали кога еден човек ќе се стави во една таква ситуација, обземен од гревови, значи од состојба во која што тој нема да биде свесен, но постојано е во состојба на грев, што значи постојано е обземен од тие чувства на злоба, на љубомора, на лукавост, на пакост, така. Кога неговиот ум е исполнет со такви мисли, дали таквите мисли луѓето несвесно со една таква состојба, сушност се ставаат дури и во состојба на болест, во која што тие не се свесни и потоа одеднаш велат дека се разболеле од нешто. Но еве да пообјасниме колку е гревот штетен за нашето здравје, Отец. Па, сега јас на самиот почеток на емисијата говорев за гревот како промашување. Сега, ако јас возам по некој тесен пат и од левата страна има бездна, и ако јас намерно свртам кон бездната и пропаднам во неја, тогаш што ќе се случи со мене? Ме очекува смрт. Се зависи кога ќе биде длабока бездната, односно колку е длабок гревот во кој ќе паднам. Значи, секогаш кога ние го напуштаме патот на животот, кога ги напуштаме заповедите Божи, кога го напуштаме ја напуштаме нашата совесност и свесност, односно таа внатрешна од Бога благословена состојба за осет за хармонија. Секогаш кога ќе го напуштиме тоа и кога ќе паднеме во гревот, ние предизвикуваме хаос. Прво на ментален план, значи дезинтеграција, значи дисхармонија. Прво на ментален план, на план на мисли, потоа мислите предизвикуваат вознемирување на емотивен волев план, па на план на целата душа и сето тоа преку нашите органи, преку хормоналниот елемент во нас и така натаму се пренесува и на нашето тело. И ние кога ќе направиме една анализа, например за некој човек како заболело тој и тој орган, кога ќе се види целиот тој процес како дошло до тоа заболување, ќе се види дека сето тоа има свој корен. Најчесто на ментален план, особено ако болестите не се на генетска основа. Или чисто биолошка основа и така натаму. Но најчесто се на таа психосоматска основа. Така. И читајќи ги еве житијата на светите отци, можем да видам дека многумина од нив и дури даваат совети како луѓето да се исцелат, значи како да се излечат од тие нивни болести, затоа што кога ќе се обратиме кон Бог, сакам и тој момент да го доловиме кај луѓето, да ги разбудиме во тој смисол дека колку е важно да се обраќањето кон Бог, вербата во Бог за нивно исцелување, значи да бидат здрави, за да бидат чили, затоа што ние знаеме големите верници кои што, да речеме, и гладувале со денови, но биле многу здрави. Постеле се вика по христијанска терминологија. Добро, како тие можеби свесно не постеле затоа што ете се наоѓале во услови да немаат и да јадат. Јас по она што сум го прочитала, значи од нивните житија, но значи не сум сетнала дека тие се разболеле од нешто. Затоа што имале верба во Бог. Значи вака сега денеска се околу проблемот на болеста. Денеска има ние не сме доктори, нели да разглабаме болест, но сакам да ги освестиме, да се освестат. Сакам нешто друго да кажам, да. Значи денеска има еден култ кон здравието. Така. Вака сега, значи целата Библија, целото Божје откровение и Стариот и Новиот Завет и сите свети книги на Стариот и Новиот Завет, особено врното Божје откровение, самиот Христос дојде во овој свет да не направи здрави. Така. Ама целата работа е што всушност се подразбира да бидеш здрав. Тоа е многу интересен момент. Денеска, ќе објаснам после. Значи, денеска многумина здравието го ориентираат само на телесен план. Да. Вежбајќи, правејќи оно околу исхраната и така натаму, не внимавајќи на духовно-душевниот план. Ама и телото ќе биде здраво ако умот не е здраво. Сега тука прават голема грешка, да. Тука они не се поврзани работи. Но сега тој е површниот современ човек, за жал, мисли дека само
ако води сметка за своето тело, тогаш неговото тело ќе биде силно, здраво и така натаму и така натаму. Но тој не води сметка за две многу битни компоненти од своето битие, за духот и душата. Значи, ние сме духовно, душевно, телесни битија. Значи, целата наша личност се изразува и преку духот, и преку душата, и преку телото. Сега има еден многу интересен момент. Значи, ние пред малку говоревме за тоа, за болести кои настапиле како последица на грев, значи од еден нездрав етички духовен живот, болести кои се чисто последица од генетската структура на човекот, иако и тука се отвара таа можност зошто тоа дошло тамо кај што дошло, но има болести кои се од Бога благословени. Тука има еден таков момент, сега тука луѓето го забораваат тој момент дека понекогаш и Бог ни допушта да се соочиме со проблемот на болеста. Затоа што ние луѓето многу малку ни треба за да се почувствуваме дека сме супериорни, моќни. Нашето его веднаш онака сака да експлодира, ние сме богови и така надолу. Да, индепендент, независни од се и така надолу. Може да ги газиме другите, да ги уништуваме, да преме се во името на својот интерес. И сега тука некојаш Бог ни дава, како што вика апостол Павле, опомена. Да. Значи, опомена преку болеста за да го провериме својот живот. Не само да провериме како живееме на телесен план, туку како живееме на душевен и на духовен план, каков е нашиот однос кон Творецот, кон нашите ближни и така натаму. Па и што е најбитно кон нашето спасение. Значи, да бидеш спасен. Во христијанството се подразбира да бидеш цел, со зо на грчки, значи да бидеш исцелен, да бидеш цел, ослободен од злото, гревот и смртта и на духовен, и на душевен, и на телесен план. И сега, ако ние говориме за здравјето во полнота, здравјето во полнота особено го гледаме по Христовото воскресение. Кога Христос воскреснува, Христос победувајќи ја смртта, победувајќи ја најстрашната последица од нашето одпаѓање од Бога. Тој ни покажува и не докажува како ние да ја стекнеме таа состојба на здравје кое не може да ни се одземе. Но исто така и на живот кој не може да не се одземе, затоа што кога Христос воскреснува од мртвите, кога ја подигнува својата човечка природа, тој на целото човештво му сведочи дека сите ние сме повикани кон тоа. Значи, Отец, дека милоста, со милоста, љубовта се спротивни на гревот, го убиваат, да речеме на некој начин, гревот така што не исцелуваат, затоа што љубовта е најмокното оруше, и да речеме не исцелуваат еве како оганот што не стоплува од студот или пак како што здравјето не штити нели од болести. Тој момент ние постојано зборуваме за тоа, но еве со милоста, љубовта. За да луѓето сватат колку е суптилно тоа и за да ја сватат всушност големината на љубовта која што Бог сакаше да ни ја покаже со жртвата на крстот. Јас познавам доста луѓе кои го разбираат сето тоа што Христос го направил за нас на крстот. Теоретски го говорат прекрасно, го интелектуално го анализираат и така натаму и за неговото воскресение и за целата негова, како да кажам, спасителна мисија. Значи не одрекуваат дека Христос постои. Не одрекуваат. Мислам, тоа не може да се одрече, тоа е реален факт историски, но каде е проблемот? Проблемот е колку сме сега ние храбри да ја прифатиме вистината што Христос ни ја откри и да живееме со таа вистина во овој и ваков свет. Тука е тој момент. Сега, многу често јас кога говорам со своите пријатели, со своите браќи и сестри во Христа, говориме за тој момент, значи, многумина се воодушевуваат од вистината Христова, но треба храброст и треба не случајно кардио на латински и courage на англиски од срце, тоа значи срце. Значи треба човек да го има Христос во своето срце, да има неговата вистина во своето срце, да го примил во своето срце и од таму ќе има храброст. Без храброст, без
мудрост. Многумина само знаат за сите овие нешта, но без да ги практикуваат, без таа сила на доброто да ја шират во овој ваков свет. И сега, овој ваков свет е гладен за Христовата вистина, е гладен за Христовата порака, гладен е за надежта што ни се дава од Христос. Но, тој и овој ваков свет може да се нахрани само со луѓе кои имат храброст да ја сведочат оваа вистина. Храброст да ја живеат оваа вистина и храброст да ја споделуваат оваа вистина. Може би ова споделувањето е најтешко. Најтешко, те знаете зашто? Затоа што јас навистина се радувам кога гостувате во моите емисии. Ја знам вашата добра намера, добра мисла да ја ширите вистината и затоа со широко срце секогаш прифаќате и јас навистина ви благодарам и ви посакувам во вашата црква каде што работите во Свети Ѓоргија. Имате навистина голем број на луѓе кои што доваѓаат, ве слушаат, ги примаат вашите совети, но еви медиски навистина сте многу вклучени, што навистина ми е драго, затоа што ако ние сето тоа го знаеме, ама ако не сакаме другите да го научат. Значи, Словото Божјо не ни е дадено себично да го чуваме за себе вистината за Бог. Така знаете, јас морам да ви Апостол Павле вика, тешко на мене ако не го проповедаме Евангелието. Да, верувајте, јас морам да ви кажам во оваа прилика, бидејќи јас навистина со многу љубов ја работам оваа емисија и понекогаш наидувам на потешкоти, бидејќи некои луѓе едноставно не можат да поверуваат од каде љубовта и зошто е мојата потреба да го правам ова. Но еве вие знаете дека јас навистина ова го правам со чисто срце, со многу љубов и му благодарам на Бога што ми даде таква промисла и им благодарам на сите луѓе. Еве навистина е голем ден и Бог знае и Бог гледа, затоа што ние кои што веруваме во Бог знаеме дека барем од таа страна сме праведни кон Бог. Се трудиме да видиме. Се трудиме да видиме. И не случајно реков јас дека можеби сведочењето е најтешкиот дел, затоа што треба да бидеме подготвени за една сериозна битка со нашето его. Зошто? Так. Затоа што многу често кога се трудиме да ја сведочиме вистината, да им помогнеме на луѓето во нивниот духовен живот, многу често бараме возврат за тоа. Да, бараме возврат. Ја говорам за себе. Говорам за себе. Духовниот пат, не сите ние, прво и основно, кога ќе решиме ова да го правиме, значи знаеме, свесни сме дека за возврат не треба да очекуваме ништо. Сега апостол Павле во химната за љубовта пишува љубовта не го бара своето. Апсолутно. Да, тоа е тоа. И сега кога човек ќе го разбере овој момент, тогаш тој го разбира и нашиот Творец. Бог се прави од љубов, без никаков интерес. Значи, нема никаков интерес. Значи, тајната на љубовта е тајната на постоењето. Тајната на постоењето е тајната на блаженството. А тајната на блаженството е вистината на радоста во полнота која твори љубов и живот. И сега кога човек ќе го почувствува тоа, тогаш он излегува надвор од сферите на игрите од овој ваков свет. И започнува уште сега во овој ваков свет да го пречувствува Царството Божјо. И тоа е всушност она кое ни е заповедено од Христос да го проповедаме. Царството Божјо, односно она состојба на постоење во која ќе живееме по воскресението од мртвите. Христос е првина на умрените, како што пишува свети апостол Павле, но на крајот на овој ваков свет, значи овој свет, слава му на Бога, ќе има свој крај, ваков како што ние го знаеме, со сите своји зли приказки, со сите своји неправди, со сите своји подлости, со сите своји манипулации и така натаму и така натаму. Овој свет ваков како што е, со сета своја злоба ќе има свој крај. На крајот на овој свет ќе настапи воскресението на мртвите. Бог ќе ги подигне нашите тела. Исто онака како што Христос го извика Лазара, Лазаре, излези, го извика од тление во нетление, од распадливост во нераспадливост, од смрт во живот, така нашиот небесен Отец преку своето слово, преку Месијата во силата на Светиот Дух, нашите тела од распадливост ќе ги приведе во нераспадливост. И тоа за вечна нераспадливост на денот на нашето воскресение.
оживување, како да кажам, ослободување од канџите на смртта и правот земен. Повторно ќе стекнеме онаква состојба на постојање за која сме промислени од нашиот Творец. Но сите ние тогаш ќе застанеме пред оној суд што Христос го нарекува страшен суд, страшен за ово или за оној, да. И сега вака, значи, оние кои додека биле во тело и во овој свет, а својата душа ја исполниле со Царството Божие, односно ја исполниле со добрина, ја исполниле со вистина, ја исполниле со милост, ја исполниле со тоа блаженство на постоење, тие ќе наследат таа вечна состојба на постоење. Значи, јас многу често... Отец, еве вака сега, извинете. Нема проблем. Дали кога ќе дојде тој ден? Сите ли ќе бидат спасени? Колку ќе бидат спасени? И сега тоа сака да го кажам, да. Значи, како што во нашата... Да, како што во утробата на нашата мајка, ние, нашето тело, се подготвува да влезе во овој свет, така ние во овој и ваков свет се подготвуваме да влеземе во вечното постоење. Сега, самиот Христос ни открива, за жал, тоа се негови зборови, тука не можеме да правиме корекција, дека не сите ќе го наследат Царството Божјо. Што значи Отец мртов за гревот, жив во Христос? Еве, тоа е баш во Римјаните глава 6. Мртов за промашувањето, а жив за непромашувањето. Да ја погодиш целта на постоењето, да. Така. Така. Продолжете, не сакам да ве прекинам. Да, тоа беше тоа, да. Тоа е век, пошто многу говоревме и за гревот и за злото, но сепак и денеска е воскресение. Денеска е светлината на победата над смртта и целото човештво, јас тоа исто така често го говорам, е моќно со својот ум и со својот интелект да изнајде решение за многу проблеми, но решението со смртта го дава само Христос. Еве, во Римјаните глава 12, јас вака извадив еден извадок за нов живот во Христа, многу ми се допаѓа. И така, ако непријателот твој е гладен, нахрани го. Ако е жеден, напој го. Зашто правејќи го тоа, ти ќе му натрупаш жар на главата негова. Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро. Тоа е христијанскиот принцип. Така. Христијанскиот принцип, па јас мислам дека Отец, дека нашата тоа е општо човечкиот принцип на нормалните и здрави, етички, духовни луѓе. На крај на краевите, Свети Јустин, философ, тој еден ранохристијански маченик и философ на верата, говори за тоа дека сите народи во себе ги имаат семињата на смислата, односно на смислодарителот, на логосот. И ние кај сите народи, пред Христос дори, кај сите народи, освен паганизмот, освен окултизмот, освен идолопоклонството и најодвратните жртвопринесувања и крвопролевања, исто така гледаме луѓе кои се свесни за доброто. И сега, денес особено, па после Христовата искупителна жртва на крстот, после неговото воскресение, после испраќањето на Светиот Дух, сите ние, целото човештво, целиот Адам е повикан кон оваа состојба на постоење. Само човек треба да биде малце нормален, искрен и да се обиде да биде здрав и на духовен, душевен и телесен план, и овие нешта ќе му станат реалност. Отец, зошто, еве пак ќе кажам, значи деновите што доаѓаат овие неколку дена се многу радосни. И, значи, како христијаните да се навикнат, да се радуваат на она што го имаат, да прават добри дела, да не завидуваат, да го слават Христа, да ја чувствуваат милоста Божја, да се надеваат на милоста Божја, да пеат за нашиот Спасител, за нашиот Бог, да знаат всушност зошто е таа толку голема радост и зошто толку многу се слави воскресението Христово, дури можеби и повеќе од раѓањето? Затоа што Христовото воскресение е кулминација на неговата спасителна мисија во овој свет. Вака јас пред некое време бев во болница, посетувајќи таму еден пријател, и таму видов нешто што така ме исполни, онака ме најажи со радост. Значи, на креветот, близко до местото каде што лежеше мојот, собата каде што лежеше мојот пријател, еден пациент си одише дома. Оздравен.
Браво. Да. И ги гледав лицата на... Тоа беше момче негде околу 14-15 години и гледав лицата на неговите родители. И гледав лицата на братот и сестрата негови, на негови пријатели и така натаму. Радост. Некој се враќа во живот. Значи, после се распраша, момчето имало сериозни некои здравствени проблеми и сега некој се враќа во живот. Некој оздраве. Да. И сега, кој се радува? Се радуваат оние на кои овој човек нешто им значи. Сега, зашто христијаните треба да се радуваат за Христовото воскресение? Па проста работа, многу едноставна работа. Затоа што Христовото воскресение ни ја сведочи вистината дека сите ние, без разлика од кој народ, од која раса во Христос, тоа нема никаква разлика и така натаму, сите ние сме повикани за вечност, за вечна здравост и за вечно единство со Бога. За тоа вечна состојба на постоење во Царството Божјо. И сега секој човек што ќе го почувствува тоа, ќе се почувствува како оние родители кога нивниот син се враќаше дома здрав. Значи, треба на луѓето тоа да им значи нешто. На тие што им значи се радуваат, на тие што не им значи, можеби уште не им дошло време. Така. Добро, един радосен. Отец Ивица, јас се радувам што еве морам да кажам за нашите гледачи дека ми донесовте една многу убава книга, И можна полезна книга, да, особено за истражување на Светото писмо. Катихеза од Петко Златевски и Валентина Крстевска. Навистина ми е многу драго затоа што јас многу се радувам кога добивам книги на поклон. Ви благодарам од срце. Јас морам да кажам дека времето за нашата емисија веќе истече и еве, да, така некако брзо ни пројде времето. И јас би сакала, еве за крај пред да ја одјавам емисијата, да кажете уште збор-два ако нешто испуштивме. Сигурно дека нека... Па може да кажам два збора. Христос воскресна. Не, тоа ќе го кажеме секако. Нема повеќе, да. Но јас, еве, нема порадосен поздрав од тоа. Така. Еве, бидејќи овдека се моите преубави јајца, што си ги офарбав, и јас би сакала, еве камерата да ни долови, би сакала да ве почестам и да се скршиме, да, таков е, значи, нашиот, нели, обичај. Така, Христос воскресна. Вистина воскресна. Вистина воскресна. Ова посилно испа. Па добро, јас секогаш посилните работи сакам да им ги поклонам на моите гости. Благодарам, кој е ова љубов. Да, благодарам многу. Така, отец, навистина ви благодарам за гостувањето. Останете ми живи, здрави, добри, весели, да се гледаме на вашите преубави литургии. Тоа не се мои литургии, тоа се Божи богослужби. Јас сум само слуга тамо. Служител. Ние сме свештено служители. Добро, да се гледаме кај служителот што почесто, затоа што навистина е вистинско славење кога се доаѓа на вашите служби. Што да ви кажам? Па јас благодарам, еве, сестра Јулија, што повторно ме покани. Сигурно го оправдувам своето присуство тука и се надевам дека ова неделна, воскресна, великденска вечер, како што и на самиот почеток најавивме со Божи благослов, така, ова радост што ја доживуваме од Христовото воскресение, да ја засведочиме и да ја расшириме во срцата и умовите на сите наши сограѓани. Христос воскресна. Вистина воскресна. Ви благодарам. Почитувани мои, и еве за крај, јас, како вообичаено, ќе прочитам нешто убаво, а ќе прочитам од посланието до Римјаните глава 8, 31, која што носи наслов Величењето на Божјата љубов. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе е против нас? Оној кој не го поштеди својот собствен син, туку го предаде за нас сите, зарем нема да ни подари со него се? Кој ќе ги обвини избраниците Божи? Кој е тој кој ќе ги оправдува? Кој е тој што ќе суди? Христос Исус, кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас. Кој не одвои од љубовта кон Христа? Дали неволјата, или маката, или прогонот, или гладот, или голотијата,
или погибелта, или мечот. Како што е напишано, заради тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето тоа стануваме повеќе од победници, преку оној кој не возлюби. Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Почитувани, Христос воскресна. Среќни великденски празници, останете ми во добро.